затоа јас реков дека е до свест. Да, значи тоа е дали на дизајнери, дали на стилист. Зошто блогери, дали сте соработувале со блогери до сега и со кои? Само кој не е тајна. Ја се гледам. Јас ти кажам со Александра, со ДНА, Fashion Dana Александра и Мислам, тоа е реално квалитетна соработка. Иницијатива, да, и мислам, зошто мислам тоа апсолутно треба да биде обострана. Само взаимна соработка мора да. Ама од друга страна, например, за кој индивидуален стил зборуваме кога во исто време носите Драма, Антонија и Кокев? Тука не го гледаме. Па сите блогери светски го прават тоа. Не е така, имаме да прашаме. Не е така исто. Јас следам, значи, Зорана од Србија, значи она е многу успешна блогерка, ја зема 5000 евра месечно. Од спонзори и она комбинира од Зара до Шанел, значи. Јасно, во една идеја го склопува, добро? Пријескам да слушам дека го поценуваш певек, стилистични работи. Мислам, Не го поценувам, него реков дека Шанел и не знам што, значи, финтата во модата е да го искомбинираш тоа модно стои. Така е. Значи, не знам дали се сеќаваш, но ти на Каролина пред известно време, исто Дали Експрес имавте исто. Па не од Дали Експрес, а ти беше тој што напиша. Добро, ајде сега да се... Јас, дечко, ниту сум посетила кинеска веб страна, ниту сум била во Кина. Значи, идентично беше сега, да сложи. Како ти кажам, Магдалина. Зара имаше идентичен фустан на Марк Джейкобс милиарди пред, човекот прв човек во свет. Не преска викаш од певек се... Не го реков да не правиме споредба сега со Ајде да не се повторуваме. Цаци. Не ми ставе зборови во устак, пошто не го реков тоа. Имам прашање за Магдалина. Дошла ли некоја обична жена, значи не се работи за познати лица, која што побарала помош за облекување од тебе? Да, секако. Значи, доаѓа и вика, јас сакам да изгледам така, одам на тој и тој настан, сакам да ми одбереш. Конкретно сега имам едно девојче од Охрид со која што сум во комуникација со неа и нези се допаѓаат стајлинзите, значи што ги правам за убавина и здравје, за едиторијалите и ми се обрати баш со такво прашање. Имам вика проблем да речеме со нозата, вака така, значи да не навлегувам, да ви објаснувам, би сакала стручен совет како јас таа аномалија да си ја сокријам. И сега сум, значи се договарам со девојката и праќам некои фотографии и слично, затоа што таа е во Охрид, нели јас сум тука, за да може сама да си помогне таму, свадба имала и некоја слична свеченост и сега ја чекам да дојде значи во Скопје за да отидеме да направиме шопинг низ Сити Мол и низ нашите трговски. Не е само една единствена таа личност, значи има доста кои што се интересираат. Тоа што рече и Цаци, и мене ми се случува да ми се јават, да кажам, од некој од оние што соработувам, дури и наши пејачки, да ми рече ми треба тоа и тоа, каде да најдам и можеш ли да ми го купиш, оној збор што реков персонал шопер. Значи некогаш треба да го спознаеш стилот, да имаш малце сенс, да знаеш што сака другата страна, за да може и да ја помогнеш да излезеш во пресрет, меѓутоа и да остварите заедничка соработа. Добро. Имате ли проблеми кога осмислувате нечи стајлинг со личноста за која што го правите тој стајлинг? Значи, не знам, она бара кратка мини сукња, не исто и тоа вие сакате малку подолга, па има тука некакви расправи. Значи, или сепак ве слушаат? Јас секогаш ќе го давам моето мислење кога ќе ме прашаат за совет, меѓутоа финалниот значи избор ќе си остане на неа, затоа што пред се треба човекот да се чувствува удобно во тоа што го носи. Мене може колку сака да ми се свига некој свечен долг фустан што се влече, ако тоа не е нејзин стил и сака да биде нешто по-рокерски или нешто по-едноставно кежуал, пак ќе најдеме да речеме некој заеднички јазик, да биде ни моја ни нејзино, а да изгледа убаво, сепак да се чувствува во својата кожа перфектно. Исто и со шминката, да кажеме кога доаѓаат на шминка кај мене, јас ги прашувам, односно барам да го видам фустанот, прашувам кој од дизајнерски, од кој дизајнер е, да ги видам боите и според тоа да ја направиме шминката во согласност со фризурата и со целокупниот стајлинг за девојката да изгледа перфектно кога ќе биде целосно завршена. Добро, може ли македонската жена да си го дозволи свој собствен стилист? Не бе, прашањето нека биде и за двете. Па сега да бидеме реални, ние како стилисти не е дека сме недостапни. Не е дека имаме некоја цена на час поминати. На македонската жена не е потребен стилист. Стилисти се потребни на македонските јавни личности, оние кои што имаат потреба да изгледаат, не знам, според одредени правила.
на обичната жена, јас дури познавам многу повеќе жени нормални кои што не се познати за пошироката јавност, кои што имаат стил, убаво се облекуваат отколку што познавам јавни личности. Така да, кога збориме за индивидуалниот стил, нема врска дали сте познати или не сте познати. Затоа што ајде да наброиме колку луѓе од познатите имаат стил и стилисти. И колку луѓе бараат совет. На една рака се бројат. Од познатите. Не, они бараат совет, меѓутоа сами си помагаат повеќето од нив. И од друга страна, не е дека стилистите или дизајнерите, да бидеме реални. Кај нас работкава е следна. Иде пеачката Ана, кај Ивана стилистката или дизајнерката и зима за без пари и после го враќа фустанот. Значи не е дека има она буџет од 10.000 евра, па сега се размислува што да носи, што да купи, па ние ќе ги однесеме 20 пара кондри, па она ќе бира. Значи тоа не е така. Јас ќе кажам нешто, ќе се надоврзам на тоа. Значи ателјето, пошто постои доста години, значи на почетокот од својата кариера на ателјето сум облекувала доста, нема да ги именувам, сте читале, сте слушале. Секоја пеачка што доаѓала, уредно се си плаќала. Сколку ќе кошта, ќе се даде некој попуст и го задржува за себе си го носи. Зборувам за уназад не знам колку години. Како проаѓаа низ годините, веројатно некои што сакале да заземат нечие место, индиректно кажано, што сакаат да се представи во негова креација во јавноста, ги дава без пари. Ти вика дојди, одбери што сакаш, носи го и врати го. Тие чекори кои ќе почнат еднаш, втор пат, трет пат, вие веќе не го враќате на онаа линија да дојде да си купи. Него тоа го прави, позајмени, не е некоја скапа работа. Како? Позајмени се, значи пеачите ништо не плаќаат. Сакам да кажам дека тоа си тргна од самите дизајнери и модни куќи кои го прават тоа без пари за да не им плаќаат познатите пеачи. Не можам јас да се споредувам со вас. Значи вие сте бренд 20 години, 25 колку сте, јас сум 5. Значи не може и сега има, мислам, јас сега се соочувам со таа ситуација. Сега тоа е генерално проблем. Никој не може да си наплати само заради тоа што од сам старт кога почнав не давав гратис. Значи немаше шанси да дадам гратис. Значи дојдов до ситуација каде што јас со 5 годишно искуство што е 0 за мене, треба да се оправдам пред студент со година дена работа, кој што направил 5 фустани, ги дал гратис и уште 5 ќе даде гратис. Значи не те засега тоа. Него истите тие што негогаш плаќале и доаѓале кај мене, они го заобиколуваат патот за да идат за имат без пари. Значи вие сте почесто блогерките по. Да влегавме секој кон својата бранша, пошто веќе бранша дали македонските жени им е потребен стилист, значи да тргнеме во таа насока и почнавме да дискутираме, цаци го кажа, на македонските жени не им треба стилист. Доволно е да ги посетат вашите блогови па да украдат нешто. Или тоа, или евентуално кога веќе Каролина уредно ја соработува, да не кажеме, плаќа цаци за да ги создава незините креации, ние сите имаме можност да ја гледаме на Каролина на телевизија 24/7, слободно, мислам, малце сконцентрирајте се. Не, сега кога сме кај Каролина, знаете ли колку луѓе, да речеме, она сега ќе се појави на настап во Палма и 10.000 лајкови. Сите многу добра креација. Знаете колку дошле да го побараат тоа соко, пошто тие се од мојот бутик. Никој. Добро, сега јас ќе Добро, ама од друга страна тоа што и стои на Каролина не може да му стои секом. Ќе облече Анџелина Џоли фустан, ќе го облече некоја нафташица од Израел со 200 кила, значи нема врска. Да, но не стои тоа така баш. Целата поента на стилскиот израз што цаци ќе го создаде за Каролина, знам дека твојата намера е од 10.000 лајкови барем 1000 луѓе да дојдат да прашаат за тоа сако, меѓутоа моја гледна точка е како да го репродуцирам тој изглед, не знам, со некој сако што можеби јас можам да си го дозволам, што автоматски им се обраќам на оние што прашаа како со 350 евра да. Значи поентата е кога веќе има некој стручен да ви покаже како треба да изгледате,
ви ја даде идејата. Да, превземете ја идејата и интерпретирате со тоа што веќе го поседувате. Значи, ако немате 10.000 евра или 250.000 не треба ни да имате Нема поред. Добро, да завршиме. Вие како блогерки претпоставувам дека сте почесто по бутиците. Ја зафаќа ли македонската жена онаа шопинг манија, купување на попуст, што повеќе да се купи не поквалитетно? Секогаш така би Ја зафаќа, не знам, не тргнувам од мене затоа што не сум роб на сите работи што се носат во моментов. Знам точно, си го знам телото, што ми стои, што не ми стои. Точно си го знам конфекцијскиот број кој ми е и можам да влезам во продавници и нешто да не пробам, да знам дека тоа ќе ми стои. Меѓутоа, имам пријателки, многу, кои што 24/7 дремат по продавници, значи го чекаат моментот кога ќе се изложат сите оние први постери на попуст 20%, попуст 30% и влегуваат внатре и трошат некоја сулуда сума на пари за парчиња кои што пола од нив нема да ги облечат. Меѓутоа, тука мислам дека пресудно, барем кај жените, тоа не се случува кај мажите, кај жените е мегаломанство. Да. Знаете, Подобро 6 парачиви. И на пријателка моја ми вика кога ќе ти го видам тој солудиот поглед за некое парче, веднаш знам дека тука нема компромис и дека мора да се купи. Тука кај жените не само мегаломанството, туку и она на сабајле кога стануваш, леле, немам што да облечам. Меѓутоа е совет. А имаш 100 парчиња, на пример, кои што ти Значи, тоа се недостаток на идеја, не дека нема да. Тоа се недостаток. И жените, наместо да купат ќе ја трошат истата сума на пари, ако не купуваат трендовски парчиња или само заради тоа што е ефтино. Тука и тој момент треба да го земеме. Дека многу се викаат дека ти си поминат со поевтино, ама баш на сиромавиот 2 пати плаќа. Точно. Дека ти ќе купуваш 2 сезони, 3 сезони со ред трендовски работи. Без разлика дали е трендот во дизајн или во боја, модел, форма, во боја, да. И на крајот на тие 2-3 сезони, после 6 месеци, ти пак немаш основни парчиња облека. Баш пред овој панел, едно многу убаво интервју направивме со Антонија и ја кажа најбавата работа. И тоа е основата на секогаш е квалитет пред квантитет. Ако ти немаш дома основни парчиња од типот на квалитетна бела кошула, црни панталони, црна сукња, па после на тоа на друго. Ако тие основни парчиња не се вечни, бела кошула, сите знаат, последна година фрлате, а црни панталони сиви стануваат. Меѓутоа решението е следно, да не се биде модна жртва. Ти можеш да имаш едно убаво сако, што чини пари, меѓутоа, например, постојат многу модни марки и кај нас во Македонија, кои што се за широка потрошувачка, кои што имаат прилично добар квалитет и кои што, например, достапни можеш. Познавам луѓе кои што имаат скромни примања и изгледаат совршено и луѓе кои што имаат многу пари и изгледаат на папагали. Значи парите. Со ова можеме да завршиме бидејќи толку ни е времето. Ако купуваш премногу трендовски парчиња, на крај ем ќе нема што да искомбинираш, ем ќе биде неквалитетно. Ова посебно, значи, сите жени нека го земат предвид кога купуваат накид. Значи, во последно време многу е битно да имаш стейтмент парчиња и не знам, меѓутоа Стейтмент има 2 недели. Тоа стейтментот малце подобро изберете. Ќе го спомнам редот затоа што е мој личен избор, значи подобро изберете едно парче од Calvin Klein и нека ви биде нешто што ќе стои на вас, отколку 10 различни. И нема да изгуби на квалитет и на боја и на се. Тоа е уште голема широка тема за Драги дами, многу ви благодарам што бевте дел од оваа панел дискусија. Крај ни нема. Како тргнавме? Океј, фала ви многу.